Битола знае да пее, музицира, филозофира, опева, раскажува. Но животот киво на градот, кој го градат многу млади ентузијасти, знае да биде атрактивно и во спортските сали, на терените, на патеките. Кон крајот на 19 век, во Битола како политички, воен, економски и културен центар, се појавуваат и првите зачетоци на поорганизирани форми за развој на одредени сегменти на физичката култура. Гимнастичките вежби, атлетските дисциплини и разните спортски игри биле дел од слободните активности на граѓаните на Битола под турската управа, но и задолжителни активности на часовите по физичко воспитување. Застапеноста на физичките активности во училиштата биле плод и на големите реформи што биле извршени во Отоманската империја под притисок на големите европски сили. Во 1869 година бил донесен закон за народно образование, во кој за прв пат посебен третман добива и предметот физичко воспитување во училиштата. Придонес за развојот на спортот во Битола имале и странските пропаганди. Во 1880 година во турските воени и цивилни училишта, француските машки и женски школи, романски лицеи, грчки основни училишта и гимназии, екзархиските основни школи и гимназии, еврејските, англиски и српски училишта, младите учеле, но и се занимавале со спортски активности. Во повеќето од нив бил застапен предметот гимнастика, односно физичко воспитување. Тука веќе во тој период почнуваат во училиштата да се практикуваат доста спортови. Атлетиката, гимнастиката, борењето и така натаму и така натаму. Во периодот од 1900 година до почетокот на Балканските војни и Првата светска војна, во Битола се направени првите обиди организирано да се појавуваат и да почнат да се развиваат одредени спортови. Подеднакво биле интересни и атлетските дисциплини, трчање на кратки и средни патеки, фрлање диск, копје, камено драмо, како и некои спортски игри со топка. Први познати учители по физичко воспитување во Битола биле познатиот војвода и сестран спортист Стефан Ролев, додека во грчката гимназија бил Јоанидис, кој меѓу првите ја вовел играта со топка, и тоа уште во далечната 1903 година. Од тука практично почнува броењето на годините од појавата и развојот на фудбалската игра во Битола. Бугарската пропаганда во Битола во 1905 година го формира гимнастичкото друштво Пелистерски јунак, а истата година е формирано и грчко гимнастичко друштво. Дури во 1911 година во Битола се одржал посебен курс за наставници по физичко воспитување. Швајцарецот Даниел Бланшут всушност е повеќе од заслушен што за наставници по спортски активности се оспособиле повеќе млади битолчани. Не помалку е значајно сознанието дека во 1906 година во Битола е формиран првиот велосипедски клуб. Меѓу првите членови на клубот биле снимателот Милтон Манаки и спортскиот работник Стефан Ролев. 2 години подоцна пак, на битолските улици се појавили првиот автомобил. Не помал настан бил и првиот јавен пеливански дуел, кој што во Битола бил проследен со голем интерес и со сите други придружни церемонии. Во 1908 година Стефан Ролев ја организира првата демонстрација на боксерските вештини, а спортски настан во 1911 година бил првиот официјален фудбалски надпревар организиран во чест на доаѓањето на султанот Решат Пети во Битола. По однапред подготвени фудбалски правила, силите ги одмериле представници на дипломатскиот кор и избраниците од Турската воена академија. Интересно е да се спомене дека за да може да се игра официјално во наводници разбира фудбал, биле подготвени и фудбалски правила. Тоа е прв пат да се игра според фудбалски правила на овие простори. Надпреварот заврши со победа на конзулите од 2:0, но остана долго време постарите луѓе, генерациите што тогаш активно учествувале во тие спортски активности, за сето тоа да прикажуваат и многу подоцна.
Ова главно се спортските активности кои го привлекле вниманието на битолската јавност, додека османлиите уште биле во Битола. Потоа настапила повеќегодишна пауза, како последица на Балканските и Првата светска војна, во кој градот под Пелистер настрадал како ретко кој друг град на овие простори. Меѓутоа, со почетокот на Балканските војни, со Првата светска војна, практично се задушува развојот на спортот овде, на овие простори, посебно во Битола, со оглед на тоа што Битола во Балканските војни беше нарекуван како Верден број 2 или сличен на Верден. Така наречениот српски период од 1918 до 1941 година е карактеристичен по тоа што живнуваат многу спортски гранки. Како печурки под дожд, во Битола и по големите села никнуваат соколски друштва, стрелачки организации, но најбројни се фудбалските клубови. Атрактивни беа и соколските друштва, од чии редови се регрутираа и фудбалери и други спортисти. Остана запишано и сознанието дека во 1925 година, за прв пат во Македонија, во Битола, е формиран прв олимписки комитет, чиј председател стана познатиот тогашен бизнисмен и поддржувач на фудбалот Петар Герас. Во 1938 година во Битола е организиран и првиот боксерски професионален надпревар меѓу Ладе Вачијата и Дешница од Албанија. И двајцата боксерските вештини ги научиле во прекоокеанските земји. Меѓутоа и за време на Втората светска војна, односно во периодот од 40-та до 45-та година има спортски активности, иако е војна. Во овој период постојат дори 4 фудбалски екипи во Битола, гимнастиката преку слетовите масони исто така доста се практикува и тоа се главно неколку спортови кои што постојат и екзистираат во Битола и кои што се надпреваруваат во тогашните лиги на кралството Бугарија, на царството Бугарија. Меѓутоа, она што представува сега еден подем, еден развој, едно вклучување на многу млади луѓе во спортот, тоа е периодот од 45-та година наваму. Во прво време Битола, освен на фудбалот, посебно внимание му посветуваше на големиот ракомет, одбојката и кошарката. Се формира прва женска ракометна екипа во Македонија, а набргу одбојкарите и кошаркарите учествуваат на државни првенства што се сметаше за голем успех. Главни носители на фудбалската игра беа Работник и Пелистер. Така беше се до 70-тите години од минатиот век, кога Работник исчезна од фудбалската карта на Битола, а остана Пелистер, кој најбрзо стана второлигаш. На самиот крај од обстојувањето на заедничката држава Југославија стана члени на првата сојузна фудбалска лига. По заминувањето во историјата на големиот ракомет во периодот од 1955 до 1968 година, во Битола екзистира дури 4 ракометни клуба. Со формирањето на ракометниот клуб Пелагонија, почнаа квалификациите кои траеа 4 години, за конечно во 1971 година Битола да го добие првиот ракометен член на силната прва сојузна ракометна лига на Југославија, ракометниот клуб Пелистер. Ова ќе придонесе Битола да стане најракометниот град во Југославија. Град во кој на ракометните надпревари доаѓа и по повеќе од 7000 гледачи. Познато беше дека во Битола му беше фактички и најтешко на противничките екипи. Битола беше терен каде што немаше место во спортската сала и таква публика и такво навивање. Не само во Битола, нашите навивачи кои игравме во првата лига, тие по 4 автобуси идеа и во Лјубљана, и во Загреб, Белград, секаде со нас идеа заедно. Со оглед на тоа што силите ракометни во градот беа поделени во 4 клубови, долго време Битола се измачуваше да добие една силна екипа, која што ќе може, да речеме, да го фрли во сенка и фудбалот, и боксот, и другите спортски дисциплини. И тоа се случи дури 68-та година, кога се формира Пелагонија од сите 4 екипи, и Пелагонија веќе во 71 година, после 4 квалификации и обиди за влегување во првата сојузна ракометна лига, успеа да го оствари тој невидено голем сон и таа голема љубов на битолчани, и Битола за прв пат добива екипа која што се натпреварува во првата сојузна ракометна лига. Сепак,
Во силно сеќавање остана дерби над преварот од шампионатот во 1988 година, кога во Битола во преполнетата сала се судрија Пелистер и Металопластика од Шабац. За прв пат се случи познатиот диригент Мате Шундовски во салата да се појави на мотоцикл. По овој инцидент, Металопластика ја освои шампионската титула, а Пелистер со пласманот во четвртфиналето на ЕХФ купот го оствари дотогаш најголемиот клубски успех во европските надпреварувања. Ракометниот клуб Пелистер во длабока сенка ги фрли сите други спортови. Во силната југословенска конкуренција два пати стигна до второто и еднаш до третото место. А во Националната лига шампионската титула ја освојуваше 6 пати, а купот на Македонија 5 пати. На меѓународен план, во УХФ купот стигна до полуфиналето, во Челендж купот до финалето, а во 1988-89 година стигна и до четвртфиналето на ЕХФ купот. На меѓународните турнири најголемиот успех го оствари 1996 и 1997, кога во добој на два пати беше втор. Кога станува пак збор за навивањето во Битола, можеме да кажеме од она што е уште пресно во сеќавање дека има два периода. Едниот период е кога почнува слабо, само иницијативно навивање од самата публика и појавувањето малце подосна на Мате Шундовски и од тоа почнува некако еден поорганизиран пристап кон навивањето. Вториот, тоа е првиот период, а вториот период е појавувањето на шкембарите. Тоа се случува пред 30 на години. Мате Шундовски се појавува и на фудбалу и на ракомето. Например, тој беше како конструкција човек со фигура малце пополничок беше. И нормално нешто најнаш се појави како да нешто ствараше да кој. А тие го прифатија постарите луѓе. Сите постари луѓе го прифатија Мате. Пример Мате се на фудбалски надпревар Пелистер Тиквеш, квалификации за четврта зона, се качи на којно. Значи водеше коњ, бел голем коњ, се качи да шета околу ова. Имаше 6000 гледачи на стадионот. Најнаш почна публиката да навива, да вика. И почна коњо да се плаши. Мате тоа го кажа, а истото се случи, одма падна од коњо намерно, за да не го фрли коњо. На превари во ракомет, во салата влезе со мотор. Значи да вози мотор во спортска сала. Палеше кошули. Сето тоа да го каже. А поставите луѓе го прифатија него тоа. Сите. И пример има луѓе, јас и тога го кажав и сега кажувам, има луѓе кои денес се живи, имат 78 години, 75, каде жените дома кои ќе бегаја, зарипнати му викаја: "Магаре, но како дозволуваш ти да навиваш, да завиш тука зарипнат?" А тие му велеа: "Како можам да издржам кога сите навиват, сите се викат, значи." Куќа без деца, така изгледаат терените кај што игра Пелистер без навивачката група Шкембари. Тогаш се двумевме, мислам, еве немаме спомнато, може па некој има спомнато, да се викаме Комити или Чкембари, ако се сеќавате, значи. Ама, бидејќи нашиот назив од Комити, овие краишта, нормално дека постоја баш најповеќе од овие краишта, да речем Комити, така да нашиот псевдоним познато по името Битола беше Чкембари и така да го зедовме тоа име за навивачката група Чкембари. Се случи да се растури поранешната држава и да живееме во самостојна Македонија. Во тој период
во тој период значаен успех, да речем до 2000 година, бележеше ракометниот клуб Пелистер. Се почнаа да се гостува на сите надпревари во низ Европа. Се гостуваше во Германија, во Италија, во Полска, во Бугарија, во Шведска. Во сегде каде што играше ракометниот клуб Пелистер, навивачката група беше со него. Навивачите го одбележаа ова време, станаа символ на градот, на државата. А кога се надправувавме во прва лига, прво бевме во втора лига и прва лига, едини клуб од Република Македонија бевме ние во првата лига, каде што учествуваат 10 клубови. Таа беше како Бундеслига што е во Германија во фудбал, така беше боксот тогаш во поранешна Југославија. Боксот во Битола исто така има богато минато. Боксери на Битола на повеќе наврати се закитија со титулата државен првак, а многу од нив беа и републички прваци. За планинарството и скијањето во Битола може да се зборува долго. Скијачкиот клуб Пелистер по војната и во времето на Љупчо Спировски и другите битолски скијачки години со ред беше доминантен на скијачките патеки низ Македонија. Тоа е резултат на една систематска работа, која што скијачкиот клуб Пелистер ја имаше восстановено во својата активност преку скијачката школа, која редовно фаќаше негде, би рекол слободно, 30 до 40 секојаш млади, можда и повеќе скијачи кои што се занимаваја со тој спорт. Тука морам да го спомнам Никола Агентовски, кој што беше активен професионален тренер на скијачкиот клуб Пелистер и неговото ангажирање ги даде тие резултати да Битола даде 3 олимпици кои што заслужуваат секаква почит. Тука мора да се одвои Марковски Ѓорги, затоа што сигурно го имаат подзаборавено. Многу мина, тој го освои Тополино како пионер. Тоа е незванично светско првенство во скијање. Сепак, најсветлата точка од овој дел на спортскиот живот на Битола представува искачувањето на највисокиот врв на светот, Монте Еверест, на Димче Илиевски Муратот, кој потоа за секогаш остана на снежните беспаќа на Хималаите. Весна Донимагловска потоа стана прва македонска и битолска олимпика во скијање, а по неа тој успех го оствари уште неколку други битолски скијачи. Во атлетиката незаборавно ќе остане името на Вера Велјановска, која од 70-тите години наваму неколку години со ред не само што беше една од најдобрите атлетичарки на Битола и Македонија, туку значише нешто и за атлетиката во Југославија. Е најстар парк во Република Македонија и еден, односно, вистина најстари во поранешна Југославија, бидејќи е прогласен за национален парк во 1948 година со одлука на Президиумот на тогашна Народна Република Македонија. Од тогаш до денес, еве поминаа 68 години од како е создаден како парк и представува своевидна атракција за оние кои што на некој начин ќе се најдат во близина и ќе дојдат да го посетат или што наменски доаѓаат и го посетуваат, затоа што самиот парк има една специфична растителна заедница која го издвојува од другите паркови во Европа. Ја има моликата, односно Pinus peuce grisebach, тој вид на бор, кој што се наоѓа тука во најкомпактна заедница на 2500 хектари и представува своевиден
Покрај моликата, која што е и главна атракција на Националниот парк Пелистер, тука се и неколкуте камени реки. Тоа се долги камени реки или патишта по кои се сливале гранитните камења од врвовите на планините кон дното во должина од 3 до 4 километри и представуваат навистина река од камења и нешто што ретко го има и на другите планини, во таква громада, во таква големина и таква специфична форма. Покрај ова, познати се секако Пелистерските очи, односно двете Пелистерски езера, големото и малото езеро, кои што се наоѓаат на висина од 2280 метра е големото. И представува атракција затоа што преку зима, во текот на зимата, може по него едноставно да се оди, бидејќи е постојано замрзнато. Малото е помалку атрактивно од големото, но исто така е посетено, бидејќи кога ќе тргнете од врвот Пелистер, Националниот парк Пелистер има 17.150 хектари површина, од кои негде 8.500 се покриени со шума, а другите се еден дел пасишта, другиот дел се камени предели и камените реки, односно каменести предели. Националниот парк како парк е интересен и затоа што има дури 15 ендемични видови кои што може да се најдат на овие простори, кои што ги нема или се различни од оние што ги има во другите планини низ Македонија и Балканот. И во тоа најатрактивна е секако Пелистерската качунка, потоа чувар куќа или Семпервивум октоподес. Исто така специфично растение е и полегнатиот карамфил кој што може да се најде по тревните површини на планината и линцурата жолта, која исто така е специфична за Пелистер. Значи, бројот на растителните видови е некаде околу 1000 вкупно. Бројот на птици кои што може да се најдат на Пелистер е околу 130 видови и околу 45 видови на цицачи и големи, крупни животни може да се сретнат на Пелистер. Љубителите на археологијата имаат интересна можност да ги посетат населбите од железното доба и средновековието кои се наоѓаат во близина на паркот. Следејќи го стариот римски пат Вија Игнација кој што проаѓа низ паркот, ви се окажува уникатна можност да одите по патот по кој што оделе апостол Павле, македонските фаланги, римските легии и патот по кој патувале византиските цареви. Националниот парк Пелистер
има околу 17 обележани патеки за да може да се искачуваат планинари и љубители на планината. Има 7 велосипедски патеки или планинарски или шумски патишта кои може да бидат користени за таа намена. И сето тоа е еден добар предзнак за да може во текот на годината да дојдат околу 30 до 35.000 туристи. Ние уште ја броиме таа бројка, последниве години варира, но приближно е толку, од кои 10 до 12.000 го посетуваат информативниот центар, ја разгледуваат изложбата која што постои во информативниот центар, се интересираат за паркот, добиваат одреден проспектен материјал и секакви напатствија доколку сакаат да пешачат и потоа заминуваат услужени секако од персоналот. Пелистер нуди одлични можности за пешачење во планина, планинарење, искачување, планински велосипедизам, екотуризам, скијање. За пошироката публика, односно оние туристи кои што се со помал капацитет од планинарите кои што се само рекреативци, постојат 3 планинарски патеки, од кои едната е која води од информативниот центар до хотелот Молика, така наречена историска патека, посветена на настаните во Првата светска војна, во кои Пелистер на свој начин бил инволвиран на едната воена страна. Потоа е патеката која што води од детското одморалиште до Голема ливада, која што е наменета за едукација, има и училница на отворено, каде што најчесто држат настава професорите и наставниците од училиштата во Битола и од други градови, доаѓаат и на тој начин ги запознаваат учениците со животинскиот и растителниот свет на Пелистер и држат настава во природа. И третата патека која што е за алпинисти, односно за похрабри и по кондиционо спремни планинари, тоа е патеката по Камењар, која што води од хотелот Молика преку Копанки до врвот Пелистер и која што е потешка за искачување, бидејќи добар дел од неа проваѓа низ карпестиот простор на планината. Отворени се нови, автентични сместувачки објекти од мал обем, ресторани кои нудат можност за уживање во локалните специјалитети и природната храна, како и можности за истражување на локалните селски средини. Во Националниот парк Пелистер постои само еден хотел, тоа е хотелот Молика, а исто така постои детско одморалиште кое до пред известно време беше во функција, сега се очекува тоа да најде некој свој собственик, но бидејќи е на продажба и веројатно и тоа ќе биде вториот центар во кој што ќе можат туристите да престојуваат. И она што ние очекуваме некаде од идната година со отворање на еден дека завршиме сите урбанистички варијанти, тоа ќе биде на локацијата Голема ливада, создавање на еден рекреативен центар за повеќе функционална намена, за спортски, рекреативен и повеќе дневен престој на туристите кои не сакаат хотелско сместување, туку сакаат бунгалови по инаква атмосфера и така натаму. Пелистер ви е најјужната планина со алпска клима. Таму знаете дека има 100% заштитени подрачја. Во подготовка сме и размислуваме со потенцијалните инвеститори околу Стрежево. Имаме нов детален урбанистички план, каде што предвидуваме поголем комплекс на хотели и тој ниов период, сигурен сум, очекувам, се надевам да се заинтересира некој за тоа што планот е тој голем хотелски комплекс кој што би бил некаде кај Нижеполе, значи кај Стрежево, да финишира со една голема жичара која што би требало преко Орлови бари да се движи до врвот на Пелистер. Значи, такви проекти постојат, посебно физибилити студија. Чекаме инвеститор кој што би сакал тоа да го развие, да го направи, а ние максимално ќе го поддржиме во тоа.
Националниот парк има два скијачки ресорти, Нижеполе и Копанги, а се наоѓаат на само 15 километри од градот. Покрај се поголемиот интерес на домашни и странски гости за посета и рекреација на Пелистер, во последниве неколку години особено се развива и селскиот туризам, посебно во подпелистерските села Трново, Магарево, Дихово, Нижеполе, Маловишта. Доколку се качувате кон врвот Пелистер, од десната страна се отвора една прекрасна гледка кон Преспанското езеро, од која може да се види и големиот остров. И доколку продолжите, на јужната страна може да се видат и многу врвови од планините кон грчката страна, а искусните планинари кажуваат дека некогаш може да се види и врвот на Олимп. На крај со несекојдневен спокој, своето смирение на крајот од денот ќе го најдете во селските куќи, со традиционален амбиент, но и високи туристички стандарди. Има една идеја која што не сум сигурен дали е вака како сон или како желба, но сигурен сум дека некоја генерација и тоа ќе го оствари, а ние ќе се потрудам максимално да бидиме дел од таа вистинска приказна. Имено се работи за една идеја поврзување на овој дел на Пелистер од оваа страна, значи од Битола до врвот на Пелистер и од таа страна до Преспанско езеро. Заради својата податна природа, бурна историја и отворена книга на иднината, Битола е посакувана дестинација на многу посетители, но и член на многу асоциации, здруженија, центри и саеми кои секогаш подаваат раце кон понудата на Битола. Општина Битола го поддржува туристичкиот информативен центар во траење од 5 години како проект. Денес таа е прва општина во Македонија со своја стратегија за туризам. Изготвен е проект за туристичка сигнализација по европски стандарди, со која се опфатени сите туристички атракции и голем број институции во централното градско јадро, кој представува улеснување за туристите. Последниве неколку години акцентот е ставен на изработка на печатени материјали кои во многу ја збогатуваат туристичката понуда на градот. Така издаден е првиот професионален туристички водич на 100 страни, негово реиздание, издадена е џебна туристичка мапа, издадени се низ разгледници од градот, како и неколку помали брошурки. Дигиталното представување на градот е идеја која постојано се надоградува и збогатува. Атрактивни помеѓу посетителите се изданијата на повеќе туристички DVD филмови, кои живо ја отсликуваат Битола низ фотографија, филм и песна. Изданијата следи ја златната линија Битола Бабам Битола. Културното наследство од отоманскиот период се сувенир кој многумина го понели веројатно се уште го разлистуваат во комодитетот на своето катче, подсетувајќи се на градот кој се уште е воздишка и восхет. Со цел да се унапреди понудата, со цел градот да се доближи поблиску до субјектите кои непосредно ја креираат туристичката понуда во овој регион, градот Битола го организира и првиот конгрес на туризам со сите важни чинители на туризмот. Со огромно залагање на многу ентузијасти, влюбеници во својот град, изготвена е централна база на податоци за целокупната туристичка понуда на општина Битола, која представува пресек на едно време, но и тло за постојана надоградба на понудата на градот. Ако планирате да ја посетите Битола, а не знаете како да го организирате времето на вашата посета, во вашиот избор многу ќе ви помогнат содржините поместени на веб страната посветена на туризмот во градот. Таа вешто ќе ве води врз основа на вашите желби и можности на Битола. Така престојот ќе ви биде уживање кое нема да се заборави. Општина Битола во соработка со туристичкиот информативен центар се представи на голем број меѓународни сајми за туризам: Охрид, Истанбул,
Lugano, Veliko Trnovo i mnogo drugi, preko svoji promotivni materijali, a na повеќе од нив со собствен штанд, каде ги промовираше своите убавини од културното и природното наследство, како и туристичките субјекти од регионот. Градот Битола членува во престижната Европска асоциација на градови со богато културно и историско наследство, како и во Балканската мрежа на градови и региони со значајни историски центри. Во 2008 година, туристичкиот инфоцентар на градот доби признание на првиот меѓународен саем за туризам во Охрид за најдобар туристички инфоцентар во Македонија, како и за успешна промоција на градот Битола на меѓународен план. Градот Битола како туристичка дестинација е застапен во изданијата од најпознатите туристички водичи како што се Lonely Planet, Brand, а во 2010 година беше застапен во списанието Globe, дел од едицијата на National Geographic за промоција на несекојдневни туристички дестинации. На 18 мај 2011 година Балканската алијанса на хотелски асоциации додели награда на општина Битола победник во категоријата Лидер во развојот на културниот туризам на Балканот во 2011 година. Сите овие награди сведочат за успешните проекти за развој на туризмот во Битола во последните неколку години, афирмирање на оваа дејност на општината, како и засилената промоција на домашен, регионален и меѓународен план. Константниот пораст на посета на странските туристи во Битола сведочи за исклучителноста на градот, кој како уникатен и единствен се позиционира како неизбежна дестинација во посетата на туристите во нашата држава. Битола е дестинација која е погодна за посета низ текот на целата година. А зошто се повеќе го привлекува вниманието на посетителите? Ве уверуваме преку претходните казанија за градот, кој на душа се носи како бисерче со убавина, која не бледнее со векови. Кога ќе посакате место за совршена наслада, сетете се дека за Битола се пее. Таму се јаде и пие. Таму се живот живее.